Здраво на сите, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Согласно член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за млади и спорт на Советот на општина Битола на 17.7.2026 година во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за давање согласност за реализација на волонтерска акција Градот чита поезија, спроведена од Младински културен центар Битола. Ова е единствената точка за денешната комисија. Ве молам да гласаме за дневниот ред. Со 5 гласа за е усвоен дневниот ред. Точка број 1. Одлука за давање согласност за реализација на волонтерска акција Градот чита поезија, спроведена од Младински културен центар Битола. Го молам представникот на Младинскиот културен центар да ја образложи точката. Почитувани членови на Комисијата за млади и спорт, почитувани советници, моето име е Ирина, доаѓам од Младински културен центар Битола. Како организација развивме на младинска иницијатива Градот чита поезија. Бевме дел од една програма за младинско лидерство, каде што група на млади волонтери поминаа дводневна обука и понатаму имаа можност преку практични вештини во нашата организација да осознаат како да креираат една младинска иницијатива и понатаму доколку добиваме вашата поддршка истата да ја реализираат. Имено ова иницијатива опфаќа обновување или освежување на 10 клупи кои што се наоѓаат во парковите околу сад кулата. Тоа подразбира чистење, бојадисување нормално во боја како што е моменталната и поставување на таблички од плексиглас во кои што ќе биде содржана стих од битолски автор. Понатаму ќе има QR код кој што ќе носи до биографијата за авторот и до целото дело. Тоа би изгледало накратко вака. Ќе бидат поставени значи на краевите на самите клупи и со тоа сакаме да овозможиме всушност овие клупи покрај тоа што ќе бидат простор за седење, да бидат простор за читање. Нормално секој посетител, граѓанин на ова општина ќе може значи да осознае малку повеќе за битолските автори. Се одлучивме за битолски автори бидејќи сметаме дека тоа наше локално книжевно наследство треба малку да го направиме подостапно и повидливо до оние традиционални културни кои што ги имаме простори, на овој начин, покрај тоа што ќе направиме ваков еден придонес кон заедницата, меѓутоа ќе овозможиме да имаме и младинско учество. Кон оваа акција ќе бидат приклучени 10 до 15 млади волонтери кои што ќе имаат можност да придонесат кон заедницата и да остават нешто што е трајно за општината. Во моментот ова акција доколку добиваме поддршката ќе опфати само 10 клупи, меѓутоа доколку се покаже како успешен пример, секако имаме многу повеќе поети кои што заслужуваат да бидат на ваков начин промовирани, ќе продолжиме, ќе опфатиме некои други јавни простори во кои што ќе опфатиме поголем број на автори. Ви благодарам. Доколку имате некои прашања, слободно. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, точка број 1. Одлука за давање согласност за реализација на волонтерска акција Градот чита поезија, спроведена од Младинскиот културен центар Битола. Ве молам да гласаме за тачката. Со 5 гласа за, точката е усвоена. Согласно со гласањето за оваа точка, дневниот ред е завршен. Ви благодарам на сите за присуството.